Здраво, драги мои. Со кратка пауза. Изминатата недела имав многу опрски, па зато денеска продолжувам понатаму со овај лайф предизвик. Односно да оправатам уште некои теми кои сметам дека се многу важни, а денешната тема ќе биде исклучително важна и ја зборувам директно до таа личност, до таа жена, до таа особа која можеби почувствувала дека во себе има празнина. Па зборувам за оние жени и мајки кои се наоѓаат во една ситуација дека чувствуваат дека даваат се, дека се брилјантни на секое поле, постигнуваат да бидат со децата, да поминат време дома, да сготват, да средат многу активности, да бидат во кариера исто така успешни, да одржуваат пријателства, да бидат тука дома за семејството, за партнерот, за пријателите, да има добар однос со свекорот, свекрвата, со сите околу неа, но на крај на денот, како да тоа не е доволно и како да чувствува една голема празнина. Зошто се случува овој феномен? Се случува многу често затоа што кај мене доаѓаат жени кои прегоруваат, се чувствуваат како да се толку распрснати на сите страни, а на крајот на денот како да не направиле ништо или како тоа никој да не го видел, како да не се уважило и како уште да не е доволно. И што се случува? Им се обраќаат на партнерите кои се можеби емоционално недостапни или немаат доволно емпатија и ќе им кажат: па не си ти единствена што имаш 3 деца, или ќе се обратат на мајката и ќе кажат: па и ние чувавме деца, ајде сега, не е толку страшно. Ќе се обратат кај пријателите, каде што кажуваат: јас постигнувам и ова, и ова, и ова. Гледаат на Инстаграм, на социјалните мрежи дека луѓето мултитаскаат и постигнуваат, и градат и бизниси, имаат и 5 деца и постигнуваат на секое поле и се чувствуваат како да сите си ги живеат своите животи, само таа личност не, само како да не е проблемот во неа. И што се случува? Пробуваат да го најдат решението надвор и повторно да даваат уште повеќе, да направат уште поголема чек-листа, да работат за повеќе финанси, да работат, да прават уште погламурозни активности за децата, да ги носат на 200 активности, само да ја задоволат таа дупка што чувствуваат, која постојано е празна. Постојано е празна и никако не може да ја задоволат. И на крајот не добиваат ни потврда од надвор, всушност и не добиваат ни разбирање, а ни конекција од надвор дека окей, тоа што го правиш е во ред. И тука настанува еден голем проблем, затоа што се чувствуваат многу жени како немојк, а немојк е најдолу на емотивната скала, односно немаш избор, не знаеш што понатаму. Ево ќе ви давам еден типичен пример што се случи пред неколку дена кај моја клиентка, каде што дојде кај мене со тема за мајка и да работиме за незиниот однос на мајка, но всушност како што моите сесии измеѓу имаат простор да ми се јавуваат клиентите од сесија до сесија, односно ми испраќаат пораки и да дискутираме на конкретни предизвици што им се случиле измеѓу сесии, ги поддржувам во тој правец и ми се јавува, ми кажува дека толку е прегорена, дека едноставно не може да постигне на секое поле, дека има толку многу обврски, никој не ја разбира, никој не ја помага и не знае што да прави понатаму. И тука стапивме односно ја добривме темата партнерство, каде што превзели неколку проекти заедно со партнерот, а партнерот го нема во приказната. И на почетокот, кога започнавме да работиме со неа, таа ми каже: јас имам феноменален брак и предобро се разбираме, да дојдеме до моментот да едноставно партнерот не ги слуша незините потреби и дека е бракот во ред се додека таа ги извршува сите други активности. Тоа не значи дека не функционираат на друго поле, не значи дека немаат хармонија, немаат љубов, страст и што и да, но во овај дел, во овој момент, во оваа точка, постои тоа така наречено слонот во соба, односно проблем што го заобиколуваме, а не го допираме и не му даваме право име. Па така и многу жени сметаат дека доколку му дават уште една обврска на сопругот, доколку ги делегираат работите, дека тука ќе настане крах и
подобро јас да си ги завршам работите, него сега некого да подучувам, или тоа исто и со децата го прават. Му ги прават нивните обврски и тие стануваат полнолетни и сваќаат, чекај малку, јас не можам повеќе да ти помагам. Ти си сега голем. Да, ама што правиш цело време? Дали ти ме подучи да јас можам да се средувам собата, да бидам самостална или самостален, да ги правам сите обврски, така исто и со партнерот. Сме влегле во брак каде што сме му рекли на партнерот не директно, него со сите активности што ги превземаме, ти не можеш или јас ова го правам подобро или чека јас ќе го направам. До еден момент додека не прегориме и тогаш кога ќе прегориме му кажуваме ти си виновен. Како? Како? Значи не можеме да го обвиниме доколку не сме му дале право име и не сме сватиле, чека јас до овде можам, ти до овде, дај да се поделиме, дај да најдеме организација и така натаму. Тоа е првиот чекор, да сватиме, окей, што јас ќе ставам, да ги ставиме работите како приоритет, а не што станува најлошо. Од друга страна, многу жени ставаат толку голема чек-листа, to-do листа, да воспротивно, доколку не ја исполнат to-do листата, се чувствуваат како невредни. Односно, вредноста ја имаат врзано за активностите кои ги имаат ставено на таа to-do листа. Знаат дека не може да ги исполнат, затоа што луѓе доста е. Значи, не е ни психички, ни физички, не е возможно една жена да прави толку активности. Ние знаеме дека во минатото нашите мајки, баби исто така имале премногу одговорности, премногу активности, ама не живееле во оваа брза динамика, во ова брзо време, каде што кај нас сега тука и се очекува ние да постигнуваме, не знам, да имаме и витко тело, да има и здрава храна, да брилираме во кариера и да постигнуваме на секое друго поле и сето тоа што го очекува општеството од нас, односно ние сами си го наметнуваме себе дека мора тоа да го правиме и домот да биде чист и да пречекуваме гости, што и да е. Ама тоа не е возможно, верувајте, значи дај да бидеме реални, дека не е возможно сето тоа да се постигне. И кога ќе ми кажат треба баланс, значи нема баланс тука. Нешто мора да трпи, односно не да трпи, да кажеме ова ми е приоритет, ова не ми е приоритет. Не мора да сија домот во овај период. Во овие неколку години, 2-3 години додека ти се децата мали, не мора да биде подрумот толку чист или не знам, да бидат прозорите или што и да е, кога тоа може да почека, кога тоа не го загрозува секојдневието. Дај да ставиме приоритети. Не мора да правиме 200 одмори кои ќе не уморат и после кои ние ќе треба да се собереме и не знам што да правиме активности затоа што имаме мали деца, па не е возможно се. Значи, дај да ставиме приоритет, ќе има време за се. И да научиме што ни е сега битно, што сакаме сега ние од животот. Не може, едноставно не може се да се стави во една кутија. И што е најважно, првенствено, не сме тоа ние, дали сме вредни или не сме вредни, доколку имаме 5 одмори, 200 Дизни родендени и да ни сија домот или не знам што, да бидеме први во кариера. Не мора. Дај да ги оставиме малку некои работи за подоцна. Да, може се, ама не во овај момент. И кога така ќе ги приоритизираме работите, вториот чекор е да го делегираме тоа, а како се на тоа, едно нешто што мора да го сватиме дека нема да ти дојде поддршката емотивна од надвор. И да, треба да најдеме една личност, доколку партнерот не ти е емотивен. Ти, например, доаѓаш од работа и му кажуваш денеска имав толку страшна дискусија со колешката, толку се изнервирав и тој ти кажува ај што се замараш. Тука автоматски се ствара блокада. Зошто? Затоа што ти во моментот се чувствуваш толку рането, дозволуваш да се отвориш со партнерот и тој ти вика тоа не е битно. Тука, значи, немате прво конекција, не те разбира, всушност ти ги негира и намалува емоциите. И тоа е голем проблем. Значи, тука тоа треба да го преиспитате, а не да го ставите по тепих како ај не е ништо, тој не разбира, тоа се машки работи. Тоа беше исто и ова што ми го сподели клиентката, ми кажува, па не, јас не можам да му ги дадам тие обврски, него тој не ги гледа така работите, за него тоа не се битни. А дали резултатот е битен на тие обврски? Кога ќе се завршат, дали резултатот е битен? Ако да, тогаш и тоа е битно за него. Значи, дај да не ги мешаме работите и да му дадеме право име.
И ако не можеме да најдеме поддршка кај партнерот, а не можеме да заминиме од бракот, дај да најдеме на друго место поддршка. Дали е тоа заедница, дали е терапевт, дали е некоја другарка, било некој. Најдете еден човек со кој ќе бидете ранливи, ќе ја споделите болката и нема да ве осудуваат и не да ви даваат совети, него само ќе држат простор за вас да бидете фрустрирани, лути, тажни, што и да е во тој момент. Од друга страна, верувајте, додека не научиме да се само поддржиме и да тоа што го правиме, да докажеме дека е вредно сами за себе, џабе. Значи, колку и да се докажуваме на другите, тоа нема да се случи, никој нема да го види нашиот труд. Тоа е како еден столб кој се околу него се случуваат работи, ама доколку тој столб не стои право и се приземи, ништо нема да ни помогне. Затоа ви препорачувам да се свртите према себе и да сватите, окей, ова што го правам е вредно. Овие активности што се распростнувам на сите страни и го правам тоа повеќе од што можам, вреди. Тогаш исто така ќе вреди и мојот одмор, а нема да се себе казнувам доколку 15 минути направам медитација, дремнам на кауч, си земам време за мене, одам 2 сати на коктел со другарка, што и да е. Вреднувајте ги активностите што ги правите и се многу важни. Знам дека живееме во општество каде што кога ќе се огледа сите го прават, тоа чак и повеќе, така изгледа, и никој не ви споделува како се чувствува попат, и вие се чувствувате како тоа да правите помалку од другите. Не, тоа вреди, вие му давате вредност. Значи, секоја активност што ја правите, секоја здрава храна за детето, секое чистење на домот, секое организирање на излет, се што и да правите, дајте му вредност. И кажете, да, ова вреди и ова што го направив, навистина вредеше. И кога себе ќе си дајте вредност, ако отстрана немате поддршка, тоа станува се помалку и помалку важно, затоа што редовно се само поддржувате и тоа е тоа што ќе го работиме на работилницата во Охрид. Затоа од срце ве поканувам да ја земете оваа прилика и да си дадете простор да научите како да се себе поддржувате. Во Охрид ќе одиме чекор по чекор, ќе направиме план како и кога никој не е тука за вас, како и кога никој не ве разбира, како и кога сте сами, сте осамени, се распрснувате на 300 активности, како да себе се видите и кажете браво, како да ја видите вашата мала верзија во ова, се си кажеш браво јас, што го издржува сето ова, што си толку храбра, право за сето тоа минато што си го издржала и покрај тоа што беше тешко. Кога еднаш така ќе се видиме, кога ќе си кажеме браво јас, потоа се можеме да постигнеме. Потоа може да ставиме приоритет и да кажеме јас го можам ова, јас ќе го постигнам и ова, јас ќе го постигнам и ова, ама ќе го гледате патникот по пат. Нема да се убивате по пат, ама не е битен патникот, битна е целта. Не е битна целта. Затоа што денес ќе го постигнете овај резултат, утре ова, ама на крајот на денот сите резултати ќе се постигнати, а ти како ќе се чувствуваш? По таа празнина ќе се шири се додека не се видиш од само од внатре. Здраво, може ли да ми објасниш како да немам несигурност во себе? На многу начини можам да ти објаснам, а пред се сакам да се вратиш на моментот кога си ја изгубила. Затоа што ти си се родила сигурна, ти си се родила самоуверена. Како бебе не си ги видела ноците и си рекла, колку имам целулит. Не, него едноставно си се сакала, си се прифатила. Преиспитај кога беа тие моменти наназад во животот, затвори ги очите и прашај се кои моменти ме направија несигурни. Јас имам многу видеа на мојот YouTube канал, каде што, или можете исто тука на Instagram, каде што зборувам за самодоверба, зборувам за самокритика, внатрешниот глас, многу чекори како да стигнеме, да имаме сигурност. Ево те поканувам во Охрид, таму ќе со помош на хипнозата ќе допреш подлабоко и на брз начин до тоа кога се случи тој дисконект, кога јас се одвојав сама од себе и ме убедија другите дека јас не вредам. Не, ти вредиш, фантастична си.
фантастична си, имаш милиони квалитети во овај момент кои вредат. И дефинитивно можеш да го откриеш и сите вие. Можете да ги видите тие вредности. Само многу сте му поверувале на тие околу вас. И знам зошто. Затоа што сте се врзале за таа поддршка. Дали е партнер, дали е свекрвата, дали е мајката, дали е бабата, дали е шефот. Сте се врзале за тоа оправдување. Ама тоа е толку лабилно. Денес се вака расположени, утре се така. Одлучиле да не му се допаѓате, па да не му се допаѓате. И што сега? Цел живот ли ќе патиме од тоа да ве оправдаат. Ама тоа се тие суптилни работи кои не сте ни свесни дека ги правите. Прво, себе прифаќање. Детето во нас. Значи, сами сме. Разберете дека сме сами дојдени, сами ќе си отидеме. И патот е сам. Многу пати ќе бидеме сами во овај живот. Па дај да ни е удобно сами. Дај да се сакаме сами. И тогаш се случува таа магија. Тогаш кога ти ќе станеш самоуверена, ќе се појавиш во една просторија и кога не ти треба никој да ти каже супер изгледаш, или да не те повреди тоа кога ќе ти кажат катастрофа си. Океј, катастрофа сум, па што? Во твоја глава, јас знам, таа платформа со тоа што се јас имам и колку сум благодарна на ова што сум постигнала до сега е толку цврста што не може ништо да ми ја разниша. Па твојата катастрофа си океј. Ќе испари во воздух. И кога тоа ќе го постигнеме, тогаш можеме да се отвориме за конекција. Тогаш нашиот однос со луѓето не потекнува од ситуација да што побрзо најдам начин како ти да ме оправдаш или да бидам подобра од тебе, него те слушам и те разбирам. И јас сум била тука и нема тука да ви биде тешко да се отворите, да кажете денеска сум тажна, денеска сум лута. Дали би требало да го прифатам моето тело како таква и да бидам задоволна од себе си? Апсолутно да. Сега. Сега во овај момент. Без разлика колку килограми, како изгледа, што имаш на себе. Сега во овај момент. Тоа е тело. Прави толку многу процеси. Значи, ја одржува температурата на телото без ти ништо да направиш. Ако е многу топло, почнуваш да се потиш за да одржиш температурата. Отчукува твоето срце, без ти ништо да направиш. Твојот имунолошки систем се бори без ти ништо да направиш. Дишеш без да имаш контрола над дишењето. Трепкаш и ти се влажнат очите без да имаш контрола. И сите други активности, цело време што се регенерираат во секоја милисекунда твоите клетки, без нешто да направиш, сега се случува во овај момент. И дали има причина да не бидеш благодарна и да не го прифатиш? Тоа не значи да немаш визија да биде тоа тело уште подобро. Тоа не значи да немаш визија да го храниш твоето тело. Тоа не значи да немаш визија да постигнеш одредена килажа, што и тоа е илузија, значи не треба да постигнеш одредена килажа, треба да постигнеш да се чувствуваш добро во твоето тело. Има добро, има и подобро, значи на среќата, на изобилството и нема крај, значи на тоа ширење. Ама сега го прифаќам ова тело се што поминало. Ако, например, имаш повеќе килограми или имаш некоја болест, имаш некоја дијагноза или било што во овај момент, тоа е само блокада, задржана енергија негде во телото. И тоа е само затоа што си поминала низ некој период и не си имала поддршка во тој период да си помогнеш. Ама телото те згрижило, телото е собрала таа енергија и било тука за тебе. И ти кога си се плашила, тоа рекло, не, јас ќе работам и понатаму ќе ја поддржам да ја одржам во живот. Ти ништо не си правила во тие моменти. Тоа само те поддржало. И тоа е доволно, или вие што сте мајки. Значи, тука нема... Кога ќе ми кажат дека после 3 месеци треба да ја вратат килажата, пред да останат како што биле пред да останат бремена. Зошто? Дајте си простор. Ти дојш тука, имаш крвави гради или рана, а ти имаш визија дека треба да бидеш, не знам, манекенка во тој момент. Зошто? Прифати го, телото поминало низ процес. Значи, сме се врзале дека 2 или 3 килограми или 5 килограми, доколку имаме ние... Ево, каков случај имав сега пред некој ден, да една моја пријателка запозна една нејзина другарка
која има повеќе килограми и не сакаше да дојде со нас да се дружи затоа што ние сите сме послаби од неа. Која заблуда. Јас одвај чекав да ја запознам таа личност затоа што има позадина, односно има школување на една тема што јас многу се интересирам. Јас одвај чекав да дојде таа во наше друштво да дискутираме на темата, а таа го пропушти тој момент да се запознаеме, да се дружиме. Зошто? Затоа што имала повеќе килограми. Who cares? Значи, јас не те гледам во килограмите, јас те гледам која си ти како личност, како можеме да се размениме, како можам да те засакам, како можеме... Значи, правите личности нема да те гледаат како фигура. Правите личности ќе гледаат твојата харизма, твојот дух, твојот... Значи, во која заблуда сме влегле? Дека да не знам, финансиите, килограмите, достигнувањата, лајковите, што и да е, тоа да не дефинира да ние бидеме срекни. Значи, толку многу погрешни верувања и мислам дека никогаш нема да престанам да работам мојата работа, затоа што ќе го посветам животот на тоа да ги освестам луѓето и да им кажам што е битно. А битно е да се прифатат себе и да веруваат во себе и да знаат кои се. Да се потсетат кои се и да знаат дека ова кој сме денес е доволно. Доволно. Ова што сме направиле денес е доволно и повеќе. Дајте си прилика, има многу начини. Ево, една од начините е работилницата, но има многу учители, многу начини, многу правци како можете да си помогнете. Како ќе ви помогнам јас на работилницата? Таа се нарекува мојата најдобра верзија. И дали постои мојата најдобра верзија? Да, во секој момент. И таа најдобра верзија може да биде уште подобра. Може да биде уште подобра. Но како сега да ја видиме? Пред се ќе видиме кои не сме, ќе видиме што не спречило да бидеме најдобра верзија. Со хипнозата ќе допреме до најраното детство, ќе допреме до нашето внатрешно дете, ќе допреме до нашите процеси, кога се раскинала таа емотивна врска со сами со себе. Потоа ќе научиме што е тоа во секојдневието, секојдневно што не спречува да бидеме најдобра верзија. Дали се тоа што немаме здрави граници, дали се тоа што имаме фокус на погрешни места, дали се тоа што не сме научиле како да се однесуваме, како да го коригираме тој self-talk и таа емотивна саморегулација, како да почнеме да бидеме стабилни од внатре. Па потоа ќе дефинираме нашата најдобра верзија и чекор по чекор ќе имате алатки како понатаму самостално дома да продолжите да го правите тоа. Дефинитивно ќе дојдете до ситуација каде што ќе се почувствувате горди на себе и поддршка од целата заедница. Ќе слушнете приказни како луѓето поминуваат, затоа што вие само го гледате тоа површното што се случува на социјалните медиуми или тоа што сакаат да ви го кажат луѓето, а не тоа кој се навистина ретко кој е ранлив. Само да прочитам, нашиот психолог во училиште на една работилница ве препорача вас и вашите видеа на YouTube и оттогаш ве молам да ве гледам и го следам тоа што вие го правите, доста ми помогнавте досега. Благодарам многу. Дали може да ми споделите како се вика вашиот психолог и кое училиште сте тоа, во кој град? Па би сакала да и се заблагодарам вака јавно на тој психолог, затоа што тоа се вистински луѓе. Тоа се вистински луѓе кои живеат својата животна цел, кои веруваат дека постои начин да им се помогне. Не е школството единствен начин. Преку школото многу учиме и каков и да е таков системот е катализатор за нешто да бидеме повеќе од тоа што сме, да се запознаеме самите себе. Но мојата вистинска работа на себе започна на вистина негде покасно, иако јас се занимавав со литература уште во основно училиште, мојата вистинска работа започна негде околу 25 години кога имав и кога јас би ги знаела сите овие одговори порано, мислам дека и денес мојот живот ќе беше многу на едно повисоко ниво, ама јас сум задоволна сега. Јас му верувам на процесот и знам дека требали сите тие работи да се случат за сега да бидам на ова ниво и од ова ниво да можам да ви помогнам.
но имате прилика, имате можности, дали се тоа работилници. Ево, работилницата изнесува само 55 евра и можете да платите и на рати. Ево, имате еден месец од сега. Дали е тоа премногу да си кажете ќе се случи таква тектонски пореметување да не можете повеќе назад да размислувате. Значи, нема повеќе назад. Кога еднаш ќе осветлите кои сте, во ово да паѓаат сите илузии, тоа како ве гледа мајка ви, како ве гледа партнерот, како ве гледаат комшиите, што тоа треба да постигнувате, што се борите да постигнувате, чувствувате дека не можете, во место стоите, сето тоа ќе падне во. Значи, едноставно, ќе се свртите према себе, ќе се почувствувате и доста е, доволно и убаво ми е овде и сега. И со редовно негување на тоа, убаво ми е овде и сега, на таа благодарност и тоа што се го имате денес, се отвара такво поле на можности, се отвара такво ниво на луѓе, прилики, што животот добива поинаква димензија. И колку и да се случуваат тешки работи, колку и да се случуваат несреќи, колку и да се случуваат негативни ситуации, имате поддршка и можете да си речете се ќе биде во ред. Помини ја тагата, тука сум со тебе. И тогаш и негативните емоции ќе можете да ги прифатите, да ги чувствувате. Имаме една работилница и медитиравме слушајќи некои од вашите видеа со цел да ги осознаеме нашите добри и лоши страни и да се сакаме себе си такви какви што сме. Толку благодарност ме обзевам во овој момент и многу сум благодарна што допираат до вас моите учења, затоа што само заради ова го продолжувам. Ја продолжувам цела моја работа и затоа сум емотивна. И секој пат вака кога ќе се јавам на лайв, ја замислувам таа една личност која може би во овој момент нема никој, не е поддржана од никого, се чувствува дека нема излез. А кога ќе слушне една ваква поддршка, ќе стане и ќе рече, нема. Ќе успеам и денес, ќе успеам и знам дека ќе го направам тоа. Благодарна сум што мојата порука стигнува до вас, посебно вака до млади девојки, до млади луѓе. Голема благодарност до таа девојка, до таа жена или кој да е вашиот психолог и педагог во вашето школо, да знаете дека сте кај вистински луѓе. Верувајте во вас, верувајте во... Затоа што животот не е црн или бел. Има многу нијанси измеѓу. И во една следна прилика, во еден следен лайф или видео, ќе зборувам дека постојат во нас две страни. Постои она страна каде што ти кажува не можеш, катастрофа си, види пак не успеа, но постои она страна што може да те поддржи и рече па добро те што ако. И не успеав, па што? Значи постојат двете страни во вас. На што ставате фокус? Што го зајакнувате, тоа ќе расте и тоа ќе биде со вас во текот на животот. И да, ќе има многу пати каде што ќе се распадне вашиот идентитет, ќе имате криза на идентитетот. Таман ќе мислите, ево, знам која си, знам што сакам, се е убаво, како кула од карти, повторно ќе се распадне и повторно ќе се изградите, ама овој пат посилни. Животот не станува полесен, само вие станувате појаки. Основно училиште е во Струмица, во село Моноспиритово, Борис Трајковски, а психологот ни е Далиборка Димова. Голем поздрав. И ако може да ми се јави во приватна порака, сакам да ја исконтактирам и ако можам на некој начин да помогнам кај вас, кај децата, во тоа училиште или на вашите родители. Секако ќе дадам бесплатно советување или коучинг сесија или хипноза каде што е потребно. Благодарам од срце. Се надевам дека овај лайф имаше корист за вас и преслушајте го од почеток. Ве канам да ми дојдете во Охрид, да се прекрниме, да се видиме
И знам дека ќе биде ова едно големо доживување во место каде што има едно езеро старо повеќе од 4000 години, кое е преполно со мудрост. Секој пат кога одам таму се добивам нова инспирација за нова поддршка и овој пат ќе бидам скоро од месец дена во Охрид и ќе имам и таму сесии, веќе некои се закажани во живо. Но на работилницата ќе имаме длабока трансформација и од таа работилница ќе можете да излезете полни со алатки кои ќе бидат тука во секој момент кога ќе ви е тешко. Затоа што јас сум била на многу настани. Била сум во овие изминативе години можеби на 30 ретрити, предавања во живо, семинари, вебинари, едукации, но ваквите собиранки, ваквите настани, каде што во живо се гледаме едни со други, се поддржуваме и сме на иста енергија, гледаш дека не си сам и нема тука кој да те критизира или да ти дава некој совет или да ти кажува не така ти не знаеш, мене ми е потешко. Во тие моменти секогаш ќе се навраќате кога ќе ви биде тешко и секогаш ќе кажете не, има место за мене. Ако вашата блиска околина не ве разбира, не ве гледа, не ве поддржува, има некој што ќе ве разбере. Има некој што, како јас, што ќе го посвети својот живот во анализа, во едукација за тоа како на посуптилен, на поблизок, на покреативен начин да ви помогне. Благодарам многу. Благодарам на оваа девојка која ми напиша. И благодарам на Далиборка која ме препорачала и на сите вие кои ги слушате и гледате овие видеа. И се надевам дека ќе се видиме во Охрид ако не се гледаме на некое друго видео. Поздрав!